зборува? Ништо нема, ништо. Спиите. Не знам, ама не сме на станица. Само да нема дефект. Водата ни завршила. Земаат патници. Јас одам да донесам вода. Да не си гладна. Не. Откако сте на пат, и двете сте многу изморени. Ги надоместиме во Крим. Да. Јас замислувам таа софра за која зборувате. Сеид, тие доаѓаат. Сеид? Сеид? Шула, вие продолжете. Кога ќе се симнете во Алушта, не одете никаде. Чекајте таму на станица. Воред? Не може. Направи го тоа што ти го кажу. Не сакам да се разделиме. Ние доаѓаме со вас. Тргнуваме. Ти се навикна на ова, нели? Но да биде последно. Сите сте добри, нели? Добра си дошол? Да, сум. Дај ми го на мене. Каде сме сега? Не знам. Сигурно постои некое село во близина. Додиме наваму. Шула. Тука сум. Татја, бледа си уште од почетокот на ова патување. Дали ќе успееме да отидеме во Крим? На тоа мислам. Се разбира. Колку и да е тешко, ќе успееме. Биди сигурна. Не грижи се. Бремена сум. Што? Джилил не знае. Нема да си му кажала? Но зошто не кажа? Тогаш дефинитивно немаше да дозволи да патувам. За да не ме остави сама, ќе се откажеше од бегството, а потоа ќе беше уапсен. Те молам, не кажувај на никого, добро? Треба да слушне од тебе. Господе, не можам да верувам. Колку е тоа прекрасно, татја. Човек не може да се радува во вакви услови. Во право си. Но, знаеш, имаш голема причина да ја задржиш надежда. Всушност, ова патување е тешко и за тебе, а и за бебето. Опасно е. За вашето здравје. Треба и на тоа да мислиш. Не греши се. Моето тело е поиздржливо отколку на другите жени. Татја, Шула. Скријте се одзади. Джилил, нашол кола.
Ајде, подгответе се. Дојде. Ајде. Колата е стара, но коњите се здрави. Може лесно да не однесат до Алушта. Ајде. Шула. Татја, ајде. Вратата не се затвора. Колава е постара отколку што кажа. Ова беше најдобра. Не е лоша. Внимавај. Добро. Не отворете вратата. Сине. Не е исто пукањето како фрлање со камен, нели? Но ти го спаси животот на татко ти. Ке не убијат сите нас. Ке не убијат, готово е. Хала, не зборувај такви работи. Да одиме од тука, Махмуд. Махмуд, да си одиме од овде. Ке смислам нешто. Кога ќе дојде брат ти Сеид наскоро, нема ни да почувствува дека не нема. Хала, ти во оваа состојба, како ќе го издржиш патот? За тоа размислувам, како ќе издржи Мехмет. Ништо нема да се случи, ќе издржам. Ќе умреме ако останеме овде. Не знаеме ни таму со што ќе се соочиме. Те молам, Махмуд, те молам. Има уште 2 месеци. Мене ништо нема да ми се случи. Мехмет нема ни да почувствува. Доволно е само да одиме од овде. Значи дека излеземе со Махмуд. Ке доаѓаш ли ти, Осман? Доаѓам. Поарно да не станува денес од кревет. Ноќта настинал од ладното. Има малку температура. Ако сакаш, нека се одмори малку, уште повеќе да не се разболе. Добро, така нека биде. Не, тато. Доаѓам. Тогаш не брза, ке те почекаме надвор, синко. Мамо, ако ми дозволиш... Се разбира. Се извинувам.
Кажи ми малку за твоето семејство. Што сакаш да ти раскажам? Не знам, се. Многу сум љубопитна за нив. Почни за мајка ти. За мајка ми? Таа е најубавата жена. Многу е силна мајка ми. Многу. Таа е безгласната сила на нашата куќа. Зборот ти се слуша, ама има меко срце. Бесот и лутината кон саканата личност брзо и поминуваат. Ние сме тројца браќа, знаеш, нели? Најмалиот Осман, средниот Махмут, женет. Ти си најстариот. Во нашето семејство најлудиот е Осман. Истовремено и најсрдечниот. Целата војска да му ја предадеш, нема потреба да се грижиш. И многу е поврзан со татко ми. Повеќе од тебе? Не знам. Тоа само Господ знае. Кажи, добро, Махмут? Махмут е најсмирениот во нашето семејство. Сериозен. Нема голема разлика во години меѓу нас. Пораснавме како пријатели, а истовремено знае да чува тајни. Целиот негов свет е неговата жена Хава. Заљубен е и Махмут најдобро ме разбира. Тој е добар татко, а и добар сопруг. Махмут, после татко ми ќе биде Мирза. Колку сте поврзани во семејството? Многу. Навистина многу. Дали ќе ме сакаат? Тебе многу ќе те сака. Добре, а татко ти? Ти личиш на него? Како малечок, секоја вечер се молев да личам на татко ми. Кога тој одеше на фронт, го чекавме со нетрпение да се врати. А кога се враќаше дома, за сите беше празник. Сега ти го засета неговото место. Единствениот сон ми беше да бидам како него. Многу маки мачев за да бидам добар војник, како што беше тој. Љубопитна сум за сите. Но изгледа најмногу за татко ти. Многу сум среќна што ќе бидам дел од толку убава фамилија. Јас да одам на пат, другар. Јас да ги спречам царските кучиња. Знам да се борам добро колку и тие. Дозволи ми. Дозволи да се организирам. Сам да ги соберам луѓето. Сам да најдам оружје. Да тргнам по нив. Сакам само една работа од вас. Нема да знаат за мене додека не излезам пред нив. Додека не ги донесам нивните тела, моето име е Микаел Сорокин. Тоа е нивниот пријател во затвор. Природната влада не може да се докаже. Молкот на царот доведе до зајакнување на другите. Големата војска сега се бори против собствениот народ. Против бунтовниците. Сега е тешко да ги наречеме бунтовници. Во моментов ние сме бунтовниците. За жал така е. Ова е бесмислена војна. Но ние сме сигурни тука во оваа куќа. Ах, Шула. Свесно се фрли во опасна авантура. Сега и таа ќе беше тука. Засеканиот човек и смртта е земал во предвид. Сега држејќи се за рака затворени со очите за опасност. Се надевам дека Шула нема да ја плати цената за ова одлука со каење. Тоа што е нивна судбина, тоа ќе се случи. Гледам, веќе и прости. Имаме ли друг избор? Мене многу ме разочара. Всушност се израдував што Петро не дојде. Не знам како ќе му го објаснев ова. Всушност Петро, кога дознал дека неговиот пријател Сеит е жив, се повлече на страна, поради тоа не е тука. Тина, дојде. Валентина. Константин. Валентина.
Мајка ми толку многу се занесе, ќе го донесе сеите. Дај Боже, ги вперивме погледите кон патот, само да се врати здрав и жив. И со среќа. Само да го видам како влегува од прагот на оваа куќа, друго ништо не сакам. По 2 дена ќе речеш, само да се ожени, ништо друго не сакам. Не, овој пат е сосема различно. Од копнеш, срцето ме боли. Наскоро ќе се оствари, мила мајко. Не грижете се. Колку време помина од неговото писмо? Не грижи се, мамо, ќе дојде. Секој ден има убаво јадење. Станав како карпа. Ти немој да се жалиш, Осман. Машала, имаш апетит. Да, но се плашам брат ми кога ќе дојде нема да ме познае. Остана уште малку. Пречувствувам. Пред да помине месецот, ќе дојде. Моето срце го повикува. И се и тоа го знае. Мамичке, ние сакаме да ви кажеме нешто. Ако ни дозволите, Тина и јас ќе се венчаме веднаш. Мамо, враќањето на Константин сакам да го чекам како негова сопруга. Што мисли вашето семејство за ова? И тие ќе сакаат да присуствуваат на церемонијата? Ние немаме време да ги чекаме нив. Тие ќе покажат разбирање. Драги деца, Како сакате вие? За мене е погодно. Мамичко, ти благодарам. според убавиот пейзаж изгледа уште малку пат остана, нели Джелил? Уште многу малку. Наскоро ќе бидеме во нашиот топол дом. Многу убаво. Како се вика ова езеро? Ова убавина е наречена Црното езеро. Подготвени ли сте, момци? Ова е Црно езеро. Ајде, ајде. Како мраз. Шко тебе Сеид. Ајде тогаш сите да си дадеме збор. Ако од фронтот се вратиме со триумф како херои, повторно ќе го направиме ова. Ветувате ли? Ветуваме. Ветувате ли? Ветуваме. Се вратиме од војната, но не ги исполниме ветувањата. Добро е што Владимир не дозна за предавството на Миша. Подобро. Ние сите паднавме во стапица на Петро Борински. Тој свати дека ќе го откријат неговото предаство. Затоа испланира да ме прогласи за предавник меѓу моите пријатели. Веќе се зборува дека е во бегство. Да беше во бегство, немаше да влезе во непријатности. Одамна ќе заминеше. Мислам дека сака да ја заврши работата.
дознал дека сум жив. Пред мене ќе се обиде додека Джелил Сейд. Тоа многу добро го знам. Ти велиш дека ќе ги убие? Откако ќе го исчистам моето име, казната на Петро ќе извршам со свој раце. Среќен пат, полковник Сорокин. Стасовме? Да, Место е прекрасно. Ова е твојата куќа? ова е куќата крај лозјата. Помислив дека сакате малку да се одморите пред да одиме во големата куќа. Тој не зборува многу за своето семејство. Не грижи се. Во право си. Семејството на Сейд не знае дека сме ние со нив. Ти имаат време да им објаснат. Ова е Сейд. Значи куќата не е празна. Погледни. Добро дојдовте, господине. Како сте? Добар сум. И ти си добар. Фала му на Бога, добро сум. Господине Джелил. И никогаш нема да остариш, Исмаил. Што зборувате, веќе половината ни се свитка. Сехер Калфа. Фала му на Бога. Ве гледаме вас здрави и живи. Повелете. Добре дојдовте. Повелете. Добро ве најдов. Не можам да поверувам. Помислив дека на патувањето му нема крај. Хајде, повелете. Исмаил, уште пред да почнам да одам, ме седнал на коњ. Тој прв ми ги дал уздите во рака. Ајде, дојди. Повели, влези. Сехер Калфа, сите сме многу изморени и многу сме гладни. Сега ќе ја подготвам масата и ја мамот ќе се стопли бргу. Мам. Благодарам. Исто како во приказната 1001 ног. Собите се подготвени. Го чекавме вашето враќање. Јас останувам во мојата вообичаена соба тогаш. Во мојата соба, Исмаил. Во ред, господине. Шула, како ти се допаѓа? Заборавив на мојот замор, толку е ново за мене. Толку сум возбудена. Господине, треба да повикаме некого од чифликот за помош. Не кажувајте никому за сега. Ако се дознае дека сме стигнале, ќе мора да одиме во големата куќа без да се одмориме. Денес нека помине вака, а утре јас ќе одам во чифликот и ќе кажам некој да дојде за помош. Во ред, господине. Исмаил, коњите се изморени, дајте им храна и вода. После однесете ги во штала. Вие не грижете се. Татја, лицето ти е бледо. Не ти е добро, веднаш да најдеме лекар. Да се избањам во топла бања, да спијам во удобен кревет, тогаш ништо нема да ми биде. Исмаил, отвори ги очите. Контролирате насекаде околу куќата. Не смее ниту птица да прелета. Се разбравме ли? Не грижете се, господине. Ова место е многу дивко. Да. И да се помолиме да остане вака. Добре дојде во Алушта, мила моја.
Добре, деде Малушта. Ве оставам на неколку дена. Вие чекајте вести од мене. Добро, другар.
Да го пробам? Вкусно ли е? Многу ми се допаѓа. Многу убаво. Убаво, нели? О, на здравие. Благодарам. Се е одлично. Утрово, кога го отворив прозорецот, цела соба се наполни со свеж воздух. Повторно оживеав. Човек не може да остари тука. Да, можам целиот мој живот тука да го минам. Можам тука да ги родам моите деца. Знам дека ќе бидам среќна овде. Душо, дали си добра? Ти не си добра. Дали имаш температура? Не, добра сум. Бањата беше многу топла, поради тоа не излегува заморот од патувањата. Добра сум јас, добра. Време е да се појавам пред моите. Веднаш ќе се подготвам. Ти само уживај. Јас ќе одам и веднаш ќе се вратам. Поред. Да ги известам за вашето доаѓање. Мајка ми душата ќе ми ја изведе ако е фатена без да се извести. Мислам, мора да им се даде време да се подготват како што треба, нели? Добро. Тогаш и јас да почнам да се подготвувам. Треба да го облечам најубавиот фустан. Ти, што и да облечеш, ти си најубава, не заборавај. Прекрасна моја. И ти си најубава. Не грижете се, веднаш ќе се вратам. Джелил, и ти остани. Биди со нив, да не останат сами. Добро, навечер ќе се видиме. На здравје, нека ви. Јас да те испратам. Што е? Добра ли си, мила? Добра сум, не ми е ништо, веројатно многу јадав. Можеш да си легнеш, да се одмориш малку. Вечерва можам да се вратам од чифликот цел во прашина. Може би ќе ми треба твоја помош да се исчистам. Ке ве чекам со нетрпение, господине. Судените полека се спуштаат кон нас, треба да бидеме многу предпазливи. Господ нека ги чува нашите жени и деца. Ако и тука се случат вооружени судери, тогаш нашиот чифлик ќе го користиме како база. Што зборуваат толку многу? Успели да дознаеш нешто? Замолча кога го служев кафето. Тато! Осман дојде. Тато! Ај, нека е на добро. Тато, ти носам убава вест. Тато, брат ми се и дојде. Фала му на Бога. Да е жив и здрав. Благодарам. Фала му на Бога. Сам ли е? Тие дојдоа заедно со Джилил. Синоќ останале во куќата кај лозјето. Гледаш, се вратил жив од војната. Машала. Машала. Фала му на Бога. Благодарам на Господа. За ти нас окопнеш.
Камо среќа и Тина да беше тука. Да ме видеше среќна. Многу ти благодарам. Не грижете се. Ината година сите ќе бидеме заедно во Петроград. Веруваш во ова што го кажуваш? Се разбира. Јас повеќе ниту главниот град, ниту Москва нема да ја видам. Тоа го чувствувам. Љубов моја. Татја! Татја! Што ти е? Што се случи? Татја! Дали си, Татја? Што се случи? Татја! Што ти е? Бебе! Моето бебе!